Добар ви ден, почитувани гледачи. Верувам дека ве наоѓам во добро здравје, расположени, заедно со своите пријатели, со своите членови од семејството пред малите екрани и во вообичаеното време си го чекате рецептот на денот. Затоа, драги мои, сме ние токму тука на нашето место, во комплексот Етно село Тимчевски, со еден прекрасен предлог рецепт на денот за вас. Сега доаѓа пролета. Не само пазарите во Скопје, туку и во цела Македонија се преполни со вкусен и здрав зеленчук. Значи, од пиле млеко имаме на нашите пазари. Еден зеленчук кој што е многу користен во македонската традиционална кујна, тоа е тиквичката. Не знам дали многумина од вас знаат за својството на тиквичката. Прекрасен диуретик. 80% содржи вода. Покрај водата содржи минерали, калиум, калциум, магнезиум, содржи витамини. Значи, прекрасна е за користење буквално секој ден. Правете чорба од неа, пита, ставајте ја во македонските традиционални турли тави, пржете, печете, справете салати од нив. Најважно од се да ја користите. Добро измиена, дури не мора да ја лупите, затоа што имаме хранливи состојки и во лушпата на тиквичката. А денеска ќе ви направам една брза пита со тиквички, која што навистина нема да ве поправи. Напротив, дури ја користат и оние кои што одат на диета. Бргу се приготвува, ова е решение за вашиот брз појадок, брза вечера, дури кога ќе ви дојдат гости дома, додека се завртите, додека го испијат кафето, вашата пита ќе биде готова. За оваа пита се потребни за тавче број 28. 3 вакви тиквички поголеми, добро измиени и насечкани на покрупни коцки. 200 мл можете да користите кефир, јогурт, кисело млеко, што и да имате дома. 100 мл масло за јадење. 4 млади кромичиња. 1 врзопче блитва. 2 супени лажици брашно, малку сол по потреба, малку бибер по вкус, 1 кафена лажичка сода бикарбона, 1 пакетче прашок за печиво, понатаму малку магданос, 1/4 од китката магданос и малку триена сол. За сето тоа ви треба само да го измешате 1 сат, 1 тава за мешање. И 2 јајца. Ке започнам прво со јајцата. Ги кршам во тепсијата. Прво ке го направам течниот дел. И во јајцето ќе ставам малку сол. 1 прстофат сол. И почнувам да мешам. Не треба да се матат јајцата како, например, кога правите колач или торта. Едноставно, белката да се спои со жолчката. И тоа е тоа. Го додавам јогуртот внатре. Ние имаме обичен јогурт. Понатаму го додавам маслото. 100 мл масло. Ќе оставам некоја капка да го наросам дното на тепсијата. Еве така. Остатокот оди на дното. Потоа ќе го намастам убаво. И ова го промешувам. Сега ги додавам зачините. Додавам малку бибер. Додавам триена сол. Тоа ќе го оплемени вкусот на оваа пита.
а покрај тоа што има и на вистина одлично дејство на нашиот систем за варење, затоа што е тука ноктецот и чубриката. Ке го ставам макдоносот. Ке ја ставам содата бикарбона. Прашокот за печиво. И можам да ви напоменам дека ако ја правите оваа пита, можете по желба да додадете 100 до 150 грама сирење, можете кашкавал да додадете, меѓутоа базата на рецептата е токму ова, само со јогурт. Сега затоа што немаме сирење во оваа пита, тогаш можеме да додадеме уште малку сол, затоа што тиквичката ќе ја земе целата сол и таа бара повеќе сол. Сега ќе додадам 2 супени лажици брашно. Ќе промешам пред да ја додадам и втората лажица, да не ми се направат грудчиња. Еве и втората. Гледате, имаме пита само со 2 супени лажици брашна. И убаво се промешуваме. Сега веќе течниот дел го одложуваме настрана. Ке ги насечкам младите кромичиња. Сега е веќе време да ги користиме младите кромичиња. Ке ги користите и перцата од младото кромиче. Го додавам насечканото кромиче кај течниот дел. Во тавата каде што сето ова ќе го измешам. Потоа ќе ги додадам и овие листови, едно врзопче од блитвата. Можеме и вака да ги завиткаме како сармините листови, лисја, и сега сечкам. Сега ги отворам, за да ги одбегнам дршките. Сега странично сечкам. А ви кажав дека дршките од блитвата нема да ги фрлам. Туку каква и чорба, супа да направам, нив ситно ќе ги насечкам и ќе ги искористам. Значи, правило е дека не смееме да фрламе ништо што е храна. Сега ставам и блитвата тука. И на самиот крај ќе ги ставам тиквичките. Повеќе ова лажица не ми е потребна. Сега ова ќе треба многу добро да се промеша. И што е многу важно да знаете, дека се пече на многу тивка температура. Најпрвин ќе ја ставите во загреана рерна на 250 степени, а потоа намалувате веќе штом фати кора,
во медова боја, тогаш ја намалувате на 150, можеби 1 час, затоа што тиквичката содржи многу вода и затоа ќе треба подолго време да се пече. Ова е здрава работа. Кога ќе ја пробате испечена, ќе сакате често да ја правите. Јајцето ќе си го направи своето, ќе ја врзе тиквичката за останатите состојки. И нема да ја даде на питата да се раскашавува. Сега, морам да пробам дали е доволно сол. Ако не е, да додадам пред печење. Доволно е солена. Одлично. Сега си ја зимам тепсијата во која што ќе испечам оваа пита. И како што си правиме, нели, дома, домакинката со раце си ја намастува тепсијата. Ја префрлам содржината во тавата за печење. Убаво, ќе ја распоредиме подеднакво на сите страни. И вака благо ќе притиснеме со лажицата. Еве, драги мои, подготвена е веќе за печење. Одам во кујната да ја испечам, а вие останете со нас за да видите со што ќе ја комбинираме оваа пита, како изгледа печена и како е вкусот. Еве, драги мои, испечена е нашата пита со тиквички. Лесна, не калорична, здрава, преполна, значи со убавини, што ни ја дава тиквичката, потоа другите состојки, нели, што се во неа. Дури топло, толку многу е топло. И знаете што направивме? Ставивме одозгора, нарендавме малку кашкавалче. Па ќе ни дојде како пица да јадеме. Еве, леле. Ете тоа е тоа. Да си го задоволиш вкусот. Прекрасно нешто. Прекрасно, здрава работа. Ова ви е како локумче, баш како локумче. Леле. Толку е лесна, а така убаво мириса кромичето. Фантастична. Нешто превкусно. Кромичето и блитвата. Замислете си, во ова тепсија има само 2 лажици брашно. Дури ако не сакате да ставите бело брашно, можете да ставите пченкарно брашно, можете и палента да ставите. Изборот е ваш. Можете да ставите и внатре сирење ако сакате. Можете одозгора да нарендате сирење кашкавал. Значи ова ви нуди многу опции кои што можете
да ги направите. А коцките од тиквички се како лукумчиња. Прекрасно нешто. Драги мои, направете оваа пита со тиквички и уживајте во неа. Како што се ужива во животот, во среќата, во најблиските, во најсаканите. А знаете која е рецептата сигурна, проверена за среќен живот? Во вистинско време да заминете од погрешни луѓе околу вас. На здравје!